Точно напладне превозниците со стотици камиони ги блокираа сите гранични премини во знак на револт на одлуката на Европската Унија за ограничување на престојот на возачите на 90 дена во половина година. Според најавите, блокадата првично ќе трае 7 дена. За сега е нејасно дали и какви чекори би презела во овој правец Унијата. Но дефинитивно ограничувањата во Шенген зоната ќе предизвикаат сериозни последици врз македонската економија. На граничниот премин Блаце и во централните вести е Игор Манасиевски. Игор, да чуеме што велат камионџиите. Денеска поддршка ним им даде и министерот Николовски, па кои се конкретно нивните пораки? Така, брзо се наоѓаме на граничниот премин Блаце. Тука е екипата на Канал 5 во посета во овие вечерни часови да ги види камионџиите на својот протест, како го поминуваат, како е планот вечерва, како ќе поминуваат. Од она што го забележавме тука некои 50 на камиони, односно така е од прилика договорено на кои гранични премини колку камиони ќе има. Голем дел од транспортерите се во своите кабини тука планираат и да преноќат, да преспијат, велат ништо не е страшно, ни студот, ни дождот, ни цела ноќ што ќе седат тука и што ќе дежурат во следните 7 дена, ќе се менуваат, можеби планот е да се менуваат, да има дежурства, но велат најважната работа е да се реши нивниот проблем со функционирањето, со воопшто да можат да возат во Шенген зоната. Веќе Шенген зоната брои 29 земји, практично секој излегување од земјата тие се во Шенген зоната и тие 90 дена во рамки на 180 дена се премалку за да можат да функционираат, за да обстојуваат. Да ги слушнеме кратко дел од камионџиите кои вечерва ги затекнавме во своите камиони, кои планираат тука и да останат да преноќат и да дежураат на овој протест. Останувате цела вечер вака тука, ќе дежурате како сте договорени, ќе биде ли проблем ова дежурство се цели ноќ? Ние дежураме по граници со многу денови, така да кога се работи за нешто што треба да се направи, не е проблем. Колку е важен овој проблем да се реши за вас? Многу важен за економијата на државата и многу важен и за нас како транспортери, пошто не можеме да оствариме ни 50% од тоа што треба да се реализира. Ќе бидеме блокирани, нашите шофери ќе бидат санкционирани, како да кажем. Не можеме да работиме, не можеме да функционираме. Тоа од нас ќе не кошта многу. Важно е што побрзо да се реши проблемот. Тоа е и на наша корист и на корист на возачите. Колеги како што има во притвор се ставаат како криминалци по 2 дена држани во притвор. Ги враќаат авионски без ствари, без ништо, значи не можат ништо да се земат нивно, така да тоа не чека сите нас. Како да е у 180 дена, ние ги пречекоруваме тие 90 дена. Барем да има некои лестителни, значи погодности, значи барем за нас шоферите што идеме со македонски камиони за Европска Унија. Пошто ние идеме нагоре за Европска Унија и се враќаме назад у матична земја. Игор, од Макам Транс одлуката на Брисел ја сметаат за дискриминаторска. Министерот Николовски пак смета дека има неколку можни излезни решенија, бидејќи воспротивно, рековме, ќе има огромни економски последици. Ајде малку околу овие можни сценарија, но и решение. Така, првичните анализи се дека и во овие 7 дена ќе бидат штетите големи. Само една од компаниите која што ја контактирале властите рекла дека само за една недела ќе изгубат некаде околу 1,5 милиони евра. Може да замислите колкави ќе бидат загубите само за оваа недела додека е предупредувачкиот протест. А доколку не се реши проблемот, тоа веќе е страшно за сите економии од Балканот, затоа сплотени застанаа сите камионџи од Србија, Црна Гора, од Македонија, од Босна и Херцеговина, се јавувале, имало јавувања и од Косово камионџиите од Албанија, но тие таму немале организирано асоцијации за да можат да го организираат протестот, но секако и од нивните земји нема да можат да излегуваат камиони. Во Србија се некаде 15 царински терминали вакви блокирани, во Македонија се десетина практично сите. Дури слушнавме, прочитавме информации дека во Црна Гора и оној бродски превоз е блокиран, така да не може на никоја страна да мрдне камион. Камионите ќе бидат пропуштани во сите земји да влегуваат вечерва до 12 часот, да се приберат дома камионџиите и од утре и тие да им се придружат на протестот, а решението според нив и според властите е многу едноставно. Едно од можните решенија е да се воведат визи за овие камионџи кои што практично не треба да бидат посебен вид на визи, бидејќи тие нема да работат, не се работни визи да работат во Европската Унија, тие ќе си продолжат да функционираат како работници во Македонија, да возат македонски камиони со македонски документи, така да остануваат и властите во контакт и барањата се едногласни од цел Балкан. Ова мора што побрзо да се реши, бидејќи од 10 април ако почне да важи, ќе биде страшно за сите. Да ги погледнеме кои се изјавите.
Се протестира затоа што ова правило, кога започна да важи пред 17 години, се однесуваше само на 5-6 држави од Шенген зоната. Со текот на времето се зголемуваше бројот на држави кои стануваат членки, да во минатата година веќе имаме 29 држави. За 29 држави на просторот, тоа значи секој излегување од нашите држави ќе влегуваме во Шенген просторот. Тоа е како прво, како второ. Професијата професионален возач не е турист, не е мигрант, него е работи, вработен е во сопствената држава, возилото е регистрирано во сопствената држава и едноставно може да кажеме дека Европска унија на овој начин сака да не запре да работиме. Сакаат да покажат превозниците што ќе се случува од 10 април натак. Ова едно предупредување сметам дека е навремено, со цел да се искористат месеците февруари и март и земјите членки на Шенген зоната да изнајдат решенија. Во принцип има три возможни решенија. Првото решение е да се одложи примената на новиот електронски систем за превозниците. Второто решение е да се зголеми бројот на денови кои што можат да ги поминуваат во Шенген зоната превозниците, најмалце на 250 денови, соодветно поделено во циклуси од сегашните 180, односно 90 плюс 90. И третото решение е да не се третираат како туристи професионалните возачи и превозници, туку да се третираат онака како што треба, како професионалци и врз основа на тоа или да бидат исклучени од овие правила, или соодветно со работни визи, како што моментов прави само Швајцарија, да тоа се уреди и на тој начин да можат слободно да транзитираат низ земјите кои што се дел од Шенген зоната. Се спротивно од ова, мисламе ќе има големи последици и за македонската, и за регионалната, но и за европската економија. Така спомна и министерот за транспорт и врски, едно од решенијата е можеби земање како што тоа се прави во регулативите за бродскиот, железничкиот и поморскиот сообраќај, да бидат иземени друмскиот сообраќај кој се крвоток на економијата. Инаку според проценките на асоциациите кои го организираат овој протест на Балканот, некаде околу 75.000 камиони денеска се излезени на протест да ги блокираат сите можни граници. На нив солидарно им се придружуваат и камионџиите од Турција кои, иако можат по заобиколен пат да носат својата стока некаде низ Европа, сепак ќе ги паркираат камионите на границата со Србија во знак на солидарност, бидејќи и тие ќе чувствуваат големи штети. Така, Игор Манасиевски беше тоа во живо од Блаце за блокадите на превозниците. Остануваме и натаму на истата тема.